Во ова издание, реактивирањето на мешовитата меѓувладина комисија со Русија не значи никаков наводен одговор кон Европската унија, потенцира македонскиот премиер Заев. Поделени реакции во Северна Македонија за економски мал Шенген на Балканот. Првите јавни сослушувања за импичмент на председателот Трамп исцртани по партиска линија. Почнуваме со вестите. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Сослушувањата за евентуален импичмент на председателот на САД почнаа синоќа во Вашингтон, но клучни законодавци понудија спротивставени гледишта дали Трамп ја злоупотреби функцијата за да стекне политички поени. Конгресменот Адам Шиф, лидер на демократските обиди за отповикување на председателот од функцијата, го обвини Трамп дека извршил притисок врз Украина да отвори истрага врз еден од најголемите конкуренти на изборите 2020. Поранешниот подпредседател Бајден пред да може да одобри 391 милион долари армиска помош, која на Киев му е потребна во битката со проруските сепаратисти. Но големиот поддржувач на Трамп, републиканскиот конгресмен Девин Нунес, го нарече распитот телевизиски театарски перформанс. Побара објавување на листите од официјални лица кои сведочеле против Трамп за затворени врати. За петок е закажано сведочење на Мари Јовановиќ, поранешна амбасадорка на САД во Украина. Нема индикации за пробив во подобрувањето на односите по синоќешната средба на лидерите на Турција и САД во Вашингтон. Двајцата председатели Доналд Трамп и Режеп Тајип Ердоган ги опишаа разговорите во Белата куќа како продуктивни и срдечни. Турското барање за купување софистицирано руско оружје како противвоздушниот систем С-400 создава многу сериозни предизвици за нас, рече председателот Трамп на заедничка пресконференција со гостинот од Турција Ердоган. Боливиската сенаторка која се прогласи за преодна председателка по смената на Ево Моралес, Джанин Ањес, формираше нов кабинет. Бизнис форум меѓу представници на деловната заедница од Македонија и Руската Федерација, како и членови на меѓувладината комисија за трговско-економски и научно-техничка соработка меѓу двете земји. Владимир Мирчевски има повеќе. Премиерот уверува дека државниот врв не размислува за каква било алтернатива на евроатлантските интеграции. Одговорот на Заев следи по денешната 9-та меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Русија, која се одржува по неуспехот на земјите членки на Европската унија да се договорат за почеток на преговори со Скопје. За мене алтернатива на Европската унија и на НАТО не постои. Тоа и нашиот народ ни го кажува, преку 80% од нашите граѓани се за интеграцијата на Република Северна Македонија во Европа и во НАТО. Наши интерес е, како што впрочем и европските и НАТО земјите тоа го прават, да соработуваат со остатокот од светот. Ние соработуваме и со Русија, и со Кина, и со Блискиот Исток, и со многу азијски земји, како што е Индија и други земји. Зошто ваква конференција меѓу Македонија и Русија токму сега по 3-годишна пауза и дали е тоа некаква порака до Унијата? Заев одговара дека настанот е договорен уште во 2017-та и дека има чисто економски карактер. Знаете дека Германија, Франција, Холандија сите соработуваат со Руската Федерација на економски план и апсолутно тоа не треба да значи никаква порака. Тоа значи дека ние работиме на унапредување на економските состојби во нашата земја, за дигање на нашиот економски стандард, кој што е многу важно. Гледате дека потенцијалите пред нас се огромни заради ниското ниво на соработка кое што економско досега сме го имале со Руската Федерација. Се што носи бенефит на нашиот народ, треба да го правиме. И ние политичарите од овде, и од Руска Федерација, од Брисел и од Берлин. И рускиот амбасадор зборуваше само за економските односи без политичка конотација во однос на зачленувањето на Македонија во НАТО. Фразата која Базникиње употреби беше нашите братски народи. Што всех присуствующих обединяет стремление. Уверен сум дека сите присутни го делат стремежот за проширување на економските контакти кон реализација на нови заеднички проекти за доброто и во интерес на нашите блиски и братски народи. Македонскиот премиер денеска потврди дека земјата останува на позицијата да не се приклучи кон бранот санкции против Руската Федерација, исто како и Србија, и дека очекува Москва тоа да го цени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Иницијативата Мал Шенген во македонската експертска јавност предизвика различни видувања. За дел од бизнисмените ќе донесе позитивен бенефит за бизнисот, додека некои експерти не гледаат позначени резултати. Мики Трајковски ги сублимира реакциите. Колоните камиони се секојдневие за граничните премини помеѓу земјите во регионот.
Бизнисмените се жалат дека чекаат и по неколку денови за да ги поминат премините, но и многу од производите пред се оние кои се лесно расипливи не трпат такво нешто. Ние товараме свежо месо сега од Холандија и го товараме свежото месо во петок. Камионот во сабота попладне е тука на Табавце. Верувате или не дека чека до понеделник за да може да се оцарини. За 1 ден и пол доаѓа од Холандија до тука, 2400 километри. За 200 километри треба да чека царински, гранични, фитосанитарни, ветеринарни контроли и прегледи. Треба да чека 2,5 дена. А токму иницијативата Мал Шенген, за која одамна во Охрид разговара лидерите на земјите од Западен Балкан, предвидува слободен проток на луѓе, стоки и капитал, заеднички царински и фитосанитарни контроли, односно отстранување на сите бариери. Истата во јавноста предизвика различни реакции. Джемиловски гледа надеж во ваквата идеја, од која смета дека користки имаат сите. Но некои други не се согласуваат со него. Универзитетската професорка Јованка Дамовска-Секуловска вели дека кон ваквите иницијативи треба да се биде внимателен. Професорот Џуровски пак дека иницијативата е многу повеќе поврзана со политика и дипломатија отколку со економија. Например, земјите од Вишеградската група, која што се спомнува како пример токму за ова иницијатива, на патот кон Европската унија токму ја формираа зоната за слободна трговија, односно ЦЕФТА во 92 година. Значи ние веќе имаме конкретна зона на слободна трговија која што доколку имаме искрени намери, значи земјите од регионот треба да овозможат продлабочување на соработката во рамки на ЦЕФТА од 2006 година. Очигледно е дека според тајмингот во кој што доаѓа ваквата иницијатива е повеќе поврзана со потребата, например, на Србија да покаже кооперативност во регионот, на Албанија исто така, која што визави ова прашање треба да отвори преговори за членство со Европската унија и веројатно е затоа и таа прифати без Косово да присуствува на една ваква трилатерална средба на која што се дискутираат сериозни прашања за иднината на регионот, а исто така и Македонија има потреба да покаже добро соседство. Покрај Северна Македонија, Србија и Албанија покана да пристапат кон неа имаат и Црна Гора и Босна и Херцеговина. Лидерите сметаат дека не станува збор за создавање на нова Југославија, туку за Балкан на 21 век. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ньюс Флешот го завршуваме со ТВ сторија за ново значење на една позната кованица од секојдневието. Организаторите на голема манифестација на скокање на коњи во Хелсинки, Финска, го редефинираа терминот коњска сила. Еве ја приказната. Организаторите на светскиот куп во скокање за коњи го претвораат изметот од коњите во електрицитет. Тие земаат повеќе од 100 тони коњски измет и го претвораат во струја потребна за настанот. Дури има и вишок што го користат куќите наоколу. Имавме визија да сториме нешто за почи свет. Не знаевме од каде да почнеме. Кога влеговме во спонзорство и партнерство со Фортум, голема меѓународна енергетска компанија, дојдовме до овој пронајдок. Изметот на коњите помогнал да се грее Хелсиншкото меѓународно коњско шоу во 2017. Проектот пораснал и следната година. 235 коњи произвеле 112 тони измет, што донело 168 мегавати енергија, а толку струја било потребно за 4-дневниот настан и повеќе, така што таа струја помогнала да се греат 26 станови во близината. Треба да се стори нешто зашто целото загадување со нафта и гас не е добро. Навистина е добро што од коњите можеме да добиеме електрична енергија. А за време на настанот, Фортум коњска сила обезбеди сместување за повеќе од 200 коњи во привремени штали. Материјалот за шталите е со база на дрво, така што по завршувањето на настанот тој се носи во централата и се става во функција на производство на енергија. Од прилика 35 тони од оваа мешавина на материјал и измет од коњи ќе бидат креирани за време на овогодишното шоу. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме утре.